спомна и диаспората да гласа, бидејќи ја живеев повеќе од 30 години во Америка. Дали ние од диаспората гласаме или нема да гласаме, на некој од нас што живеат таму повеќе години, да ти кажам, многу му е гаеле дали ќе гласа или не. Повеќето онив што заминале, што живеат со децени, тие си ја сакаат Македонија, нема погрешно да ме сватиш. Но за нив е све едно дали ќе гласат или не, и плюс нас ни сотежнува, бидејќи јас знам живее во Лос Анџелес, ми вика треба да одам во конзулато каде во Вашингтон. Вашингтон DC, градот, главниот град на Америка, кај што и таму е администрацијата, сенато и така натаму, е оддалечен Лос Анџелес скоро 5 сати со авион. И ти се ќе одиш, ќе гласаш. Ќе гласаш за некои партии овде, криминални партии, бидејќи ние од диаспората повеќето знаеме дека се овие криминалци. Не сакаш ни да гласаш. Што ќе гласаш? И гласа на какви избори? Избори криминални. Ние имаме изборен закон кој што е криминален и донесен на легален начин во собрание. Ние секојаш како демократи, јас како човек и други луѓе размислуваме и предлагаме. И со години предлагаме. Значи, промена на криминално изборен закон. Тоа значи една изборна единица без праг. Бидејќи, ако тие ти кажат, има една изборна единица, имаш 3-4-5% праг, ако изгледат милион гласачи, ти треба на 5% да имаш најмалце 50.000 гласачи, за да можеш да добиеш пратеници, за да почнат да ти се бројат. Ако се 3% и 30%, повеќето помлади партии не може тоа да постигнат и така ќе бидат